Повторно сме во студиото на телевизија Алфа, почитувани наши. Дозволете ми на почеток да изразам и јас огромно сочувство и тага, која што ја чувствуваме сите ние денеска во овие тешки мигови за нашата држава. Сочувство до семејствата кои што ги загубија своите најмили на она што се случуваше во Кочани. И секако нашите и моите молитви се со сите оние кои што се борат на ширум болниците низ Македонија и оние кои што ќе одат на лекување надвор. Верувајте, тешко е да се работи денеска вака во живо, тешко е да се истера ова програма, утринската програма. И ова утро ќе изразам и благодарност до мојата гостинка, која што најпрофесионално го прифати разговорот, бидејќи овие разговори беа денешните разговори планирани минатата недела, и првиот и вториот разговор. И ќе зборуваме за нешто што е повторно поврзано со сцената, нешто што е повторно, односно што е поврзано со балетот. И веднаш да ја представам нашата утринска гостинка ова утро, Елизабет Колевска, собственичка на Центар за балетска уметност Арабеско Штип, професор во Државно музичко-балетско училишниот центар Илија Николовски Луј и професор по сценски движења на Факултетот за музичка уметност Скопје и Универзитетот Европа Прима. Нема да се поздравиме вообичаено Елизабет, само ќе ја изразам мојата благодарност за тоа што сепак најпрофесионално дојдовте овде во телевизија да го истераме овој разговор кој што е тежок како за мене, така и за вас, бидејќи ова се денови и моменти на тага на цела држава, на целиот народ. Сите ние се сочувствуваме и тешко е да сме еве вака и пред екрани, меѓутоа професионално ќе го изводиме овој разговор. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Вие и припаѓате на сцената, припаѓате на балетот. Цел живот се занимавате со оваа балетска уметност, па за почеток би ве прашала како започна вашата приказна. Да, пред се, навистина не е добар ден, туку е еден тежок ден. Неминовно и јас да го споделам моето огромно сочувство до сите починати, до сите студенти, ученици, колеги, луѓе кои што ги познаваме и оние кои што не ги познаваме. Огромна жал, огромно сочувство од моја страна до сите семејства на кои што се засегнати во цела оваа трагедија. Жал ми е што се гледаме на еден ваков ден, како што кажавте, навистина е тешко. Меѓутоа, ако сепак професионално треба да погледнеме на нештата, би одговорила на вашето прашање дека всушност се она што е како една балетска приказна на студиото Арабеск започна во 2016 година. По еден спонтан и случаен пат, мене патот ме однесе всушност во Штип, каде што е лоцирано нашето студио, и таму започнавме да ја развиваме и градиме балетската сторија, која што всушност и не функционираше, а немаше ја има во далечната историја, меѓутоа во последниве години пред постоењето на нашето студио ништо не се случуваше во областа на балетската уметност. Така што започнавме да ја создаваме оваа сторија, оваа приказна. Речиси до година ќе правиме една деценија всушност од постоење, со многу љубов, со многу труд, со многу изградени меѓусебни односи и релации кои што се уште ги се трудиме да ги одгајуваме и да ги продолжуваме. Да. Вашата балетска приказна, кажавте, следната година ќе прославувате 10 годишен јубилеј. Ќе има време да се видиме и тогаш. Вие сте балерина. Ја имате љубовта кон балетот од мали нозе, предпоставувам, се занимавате со ова уметност. Сцената е вашиот живот, бидејќи сте од малечка на сцена. Како и од каде кај вас љубовта кон балетот? Имаше од некој да ви ја пренесе или едноставно како и голем број на девојчиња и кај вас дојде оваа љубов? Јас ако треба да се опишам себе си, би се опишала пред се како еден голем естетичар, како човек кој што навистина ја вреднува естетиката, убавината, сензацијата. Сметам дека танцот и балетската уметност се рефлексија токму на ова, па затоа и всушност тоа представува еден сон на сите мали девојчиња, како и на мене во мојата 5-годишна возраст, во која започна всушност да се сретнувам и беа моите први средби со танцот. Сцената, костимите, префинетоста преточена во движење се нешта кои што носат една посебна магија.
Морам да напоменам дека всушност мојата професија е од другата страна, не е на сцената, туку е во педагошката форма и педагошката дејност, каде што подготвуваме и работиме со ученици кои што ги подготвуваме за нивното сценско искуство. Но како и да е, тоа е една сцена, тоа е еден дел од професијата која што се надополнува и секако дека сум среќна дека го работам ова затоа што е нештото кое што навистина ме исполнува. Да, вие сте професорка и во Средното музичко училиште, и сте професорка на сценски движења на Факултетот за музичка уметност и Универзитетот Европа Прима. Ке споредите малку вашата работа со децата во овие институции и вашата работа во студиото. Така, сите овие полиња се поврзани, но и различни сами по себе. Секоја функција некоја си има своја одговорност, со тоа што различно е да се работи со мали деца, кои што тек допрва се запознаваат со танцот, различно е да се работи со среднистите, кои што веќе се дел од нив навистина веќе оформени, но продолжуваат да го развиваат својот пат. Различно е да се работи со студентите, меѓутоа нели. Сепак сходноста е она кое што го пренесуваме ние како знаење во секоја една фаза од нивниот танцов развој. Генерално прекрасно е да се работи со луѓе за мене, прекрасно е да се работи со ученици, прекрасно е да се споделува се она што ние можеме да им го споделиме како наши искуства, како наши знаења, сознанија, за да можеме да ги подготвиме за светот на танцот кој што тек допрва ќе го откриваат. Да. Вие сега она што е, еве, имаат и можност гледачите да видат и дел од фотографиите кои што ни ги испративте. Ние кога се договаравме за овој разговор, мотив ни беше да зборуваме за балетот во зрели години, односно за балетот кај оние жени кои што имале желба како девојчиња, како мали да изучуваат балет, меѓутоа од различни причини тоа не го сториле. И сега вашето балетско студио им нуди можност на зрели години, значи по 35-та, по 40-та, да почнат со изучување на балет. Токму така. Во нашето студио всушност имаме часови по класичен балет, модерен танц и токму оваа група која што представува рекреативен балет за возрастни. Да напоменам дека групата всушност представува една спојка на жени кои што имале желба да се бават со танц, меѓутоа од одредени причини во својот живот не успеале да ја реализираат. Со тоа сакавме да им покажеме дека никогаш не е доцна да ги остваруваме нашите желби, покрај тоа што овде периодот е рекреативен. Станува збор за нешто кое што е всушност на дополнување на нивното секојдневие и едно чувство кое што е ги тера да се чувствуваат поубаво со себе си. Интересно е тоа што во групата се вклучени жени кои што се со различни професии, различни животни искуства, различни пропорции, меѓутоа она што не спојува е токму балетот и љубовта кон движењето. Тоа е се прилагодено, претпоставувам, на нивната возраст и, како што кажавте, на нивната конструкција. Потребно е да имаат сепак да можат да ги прават оние балетски движења. Претпоставувам дека не се така тешки како вие професионално што се занимавате нели со балет. Има интерес на жените во зрела возраст за овој тип за балетот? И за сега вие само во Штип. Дали планирате можеби и во Скопје да донесете таква можност? Започнавме со рекреативниот балет за возрастни во 2019 година и видов дека навистина има интерес од аспект на жените да се бават со танц, да го проучат своето тело во една поинаква форма. Така што од тогаш па си до денес групата е секогаш активна. Генерално секако дека вежбите се приспособени во однос на нивните можности, во однос на она што може да го придобијат како бенефити од танцот. Лоцирани сме моментално само во Штип, затоа што таму е лоцирано нашето студио. Секако дека сме размислували и за некои други варијанти, меѓутоа оставаме на времето, на можностите, временските рамки со кои што располагаме да ни покажат како ќе се реализираат понатаму. Елизабет, кои се придобивките на балетот? Тоа е, претпоставувам, и убава гимнастика, убава вежба на телото. Сигурно има многу големо значење во моториката. Претпоставувам во правилно држање на телото. Рбетот треба да биде
правилно поставен, предпоставувам. Еве вие како стручна во оваа област, зошто е важен балетот? Зошто е потребно да се запишат и малите дечиња, па и повозрастните на балет, доколку можат? Така. За повозрастните зборувам, за жените во зрела возраст. Балетот е една физичка активност, но пред се е уметност. Тоа го прави нешто повеќе од физичка активност. Во балетот има и една емоционална и психичка подготвеност која што се пренесува на децата и на возрастните кои што се бават со него. Без разлика на многобројните физички бенефити кои што ги има, како што веќе вие напоменавте, држењето на телото, особено кај децата, поттикнувањето на правилниот раст и развој, развивањето на нивната моторика, координација и така натаму. Едно од нештата кои што сметам и следејќи го нивниот процес во текот на годините е карактеристиката која што ја добиваат на големо чувство за дисциплина. Нешто што сметам дека е многу значајна особина и карактеристика со која што се здобиваат и која што се рефлектира и во нивни понатамошни фази во животот, независно дали ќе продолжат да се бават со танци или не. Што се однесува на возрастните, секако дека повторно физичките бенефити се многубројни. Жените кои што ги посетуваат рекреативните часови се чувствуваат пораздвижено, им се намалуваат булките во телото, вкочанетоста со текот на годините, се чувствуваат послободно, се чувствуваат поенергично, тоа нормално дека работи на нивното внатрешно чувство со себе, на надоградувањето и изголемувањето на нивната самодоверба. Се обидуваме да воспоставиме една релација помеѓу телото, умот, на комуникација со себе, со нашето тело, кое што сметам дека е навистина важно да ја имаме во секојдневието. Да. Споменавте дисциплината, споменавте комуникацијата, како што кажавте, меѓу телото и умот, што е навистина голема придобивка, еве и во денешно време зборуваме за рекреативниот балет за жените кои што доаѓаат во зрела возраст. Да се навратиме на вашето студио Арабеск. Досега имате, предпоставувам, голем број на настапи од детската возраст. Вие имате во Арабеск и модерен балет и класичен балет. Ке издвоите можеби некои од настапите, можеби некои од наградите, дали настапува и рекреативната група или тоа се само сведува на дечињата? Така, многубројни се настаните во кои што земаме учество. Секоја година организираме 2 настани под формата на балетски концерти или танцови представи со нашето студио. Чисто сме дел од културно-уметничките случувања на градот Штип и пошироко. Земаме учество и во танцови надпревари, кои што се во земјава и надвор од неа. Некои од позначајните кои што би можела да ги издвојаме: Aspire Dance Festival Дубај, гостувавме на еден танцов надпревар во Салерно, Италија, Dance Now надпреварот кој што се одржуваше минатата година во Париз, Франција. Годинава имавме балетски надпревар во Виена, од кој што се вративме пред 1 месец речиси. Секако дека тоа е едно големо искуство за нашите деца. Не се толку важни дури и наградите, кои што секако дека ги има, меѓутоа тоа е едно искуство и сценско и комуникативно споредување на себе си, гледање и отварање на перспективата и хоризонтот на танцовата уметност за нив. Се имаме закитено со неколку значајни награди, меѓу кои први, втори, трети места на овие интернационални гостувања, од каде што секако дека им се отвараат нови врати, нови котизации за наредни учества, нови гостувања, комуникации и така натаму. А во однос на групата, возрастната група, да, рекреативниот балет за возрастни, со нив имавме едно сценско искуство, каде што тие беа дел од еден наш завршен концерт, односно балетска представа која што ја имавме со студиото. Настапија пред публика, пред сцена. Меѓутоа секако дека со нив целта и приоритетот не ни се во однос на развивање на сценската дејност, туку во однос на работата кон себе, така што не го форсираме овој момент, го оставаме на нивното чувствување, доколку тие имаат желба, секако ги поддржуваме да го направат. Да. Сега, Елизабет, сите оние заинтересирани кои што би сакале да ги запишат своите дечиња кај вас, или можеби возрастни кои што не гледаат во моментот се од Штип и од околината, како и каде може да ве најдат? За сега само во Штип сте, како што кажавте, можеби идните планови би биле и во Скопје да отворите балетско студио?
Така, сега моментално сме лоцирани во градот Штип. Може да пронедат повеќе информации на нас на социјалните мрежи, на Facebook и Instagram страната. Секако дека таму има и дополнителни информации околу принципот на спроведување на часовите и нашите активности, а во однос на тоа како ќе течат работите, како што ви кажав и пред малку, секако дека сме со една перспектива за проширување и за негување на ваквата дејност, така што оставаме на времето да ни покаже. Да. Елизабет, благодарам што утринава, повторно ќе кажам, во ова тешко утро и во овој тежок ден бевте заедно со нас, со нашите гледачи. Повторно ќе кажам, разговорот е договорен од претходно. Ви благодарам и верувам и се надевам дека ќе се видиме во едно поубаво време. Повторно ќе ни гостувате овде, може да ни донесете и две балеринчиња, да кажам, од вашето балетско студио. Ви благодарам. Ви благодарам и јас и се надевам дека се гледаме во поубави денови. Така е.